Значи водата види како тече. Канализација немаме. Севки, она, немаме ништо. Ѓубрето го фрламе удолу. Значи континери, она, немаме ништо. Ние сме загрозени ептен од сите, од секого многу сме загрозени. Значи сакам од сите како живеат, сакаме ние да живееме. Како да биде за сите и за нас. Како сте? Со помин, со помин. Не идете у шутка. Идеме. Како си добар? Ми доаѓа струја 50 евра само, а све улоган работа, за еден месец 50 евра. А ни машина немам, ни ништо немам, 50 евра за струја ми доаѓа. Не со електрични шпор, само јас работам со огин, доле перам. За мене не е Африка, ова е Македонија. За жал, имаме граѓани кои што живеат вака во нашата родна земја. Имаме во оваа населба трудници кои што не може да си дозволат да дадат на преглед, затоа што 400 денари им барат за еден преглед. Еден анализа на крв ги чини 800 денари. Ова мора да се промени. Владата на СДСМ, идната влада на СДСМ има решенија како ова да го подобри. Прво што ќе направиме е ќе се обидеме социјалната правда да ја вратиме во државата. Ќе мора да најдеме начин како да им ги плаќаме неплатените сметки на овие граѓани. Ќе мора да најдеме начин како да престанат да се разболуваат постојано и како училиштата да мора да ги примаат, а не да ги одбиваат затоа што се со кал на чизмите. Во програмата на СДСМ ќе видите има решенија. Еднакви можности за сите. Доколку ние дојдеме на власт, ќе се потрудиме барем 5% од ИПА парите да одат да бидат наменети за ромските прашања и веројатно во образованието да почувствуваме дека има благодет за сите, вклучувајќи и ромската заедница. Канализации немаме. Вода немаме како што треба. Пиеме од шахти. Децата не ни се школовани. Добиваат разни болести дека од нехигиена. Добиваат инфекции, така да што кидат на лекар, немаат книжки, немаат пари за лекови. Ова е катастрофа, овде не се живее. Овде ми сме најпоследни, вама струјата дупло дојде, немаш пари да го платиш сега, а викате да зимат затвор. Како бе да затвор бе тоа? Кај постои затвор?